После серијата протести одржани во Скопје, ВМРО ДПМН од денеска, како политичка партија, ги проширува своите протести во останатите градови од државата Република Македонија. Тиранијата со мафијата на власт веќе не се трпи. Граѓаните на Република Македонија се врши врзнив тортура, се врши политички реваншизам и овие неправди веќе не смеат да продолжат да се трпат и народот го крева својот глас. Гледате на мафијата на власт со инсталираното судство, со инсталираните суди, јавни обвинители, не им пречи тоа што секојдневно излегуваат афери за злоупотреба, за крадење на народните пари, не им пречат сите овие предавства кои ги направија во изминатиот период со промена на уставот, на уставното име и со ред оние други работи кои задираат во македонското тkiво со договорот за добрососедство со Република Бугарија, каде што сакаат да го испоганат и Гоце Делчев како еден револуционер врз кој се гради македонштината, македонскиот идентитет и сето тоа придонесува да народот го крева својот глас. Нова банда, нова мафија на власт со своите суди и обвинители не им пречи сето ова што го кажав, но им пречат луѓето кои го бранеа уставот, уставобранителите и така како од ракав му доделија преку 200 години судски пресуди. Луѓето невини гнијат по затворите, еден од нив е и нашиот сограѓанин Јане Ченто и сите овие неправди, верувајте, што ни се случуваат, посебно после изборите, бркање на луѓе од работа, реваншизам врз политичките неистомисленици, луѓе, цели фамилии остануваат без работа, се врши политички прогон, се врши преместување, казнување на работните места. ВМРО ДПМН како политичка партија го крева својот глас заедно со македонскиот народ во сите градови. Гледате вечерва овде имаме масовно присуство како на членови на ВМРО ДПМН, но и граѓаните масовно ни се приклучуваат. Овие протести ќе продолжат до конечна пресметка со оваа банда на власт, со оваа мафија на власт и оваа мафија мора да се победи. Мора да завладее ред, поредок во Република Македонија. Република Македонија стана пример за тоа како не треба. Република Македонија стана пример не само во регионот, туку и пошироко за тоа како не треба. Режимот на Зоран Заев ги помина сите граници. Ова е доказ дека македонскиот народ повеќе не може да ги трпи овие тортури и се што ни се случува. Јас сум една од низата жртви кои што се најдоа на улица без корка леп само затоа што сум неистомисленик со оваа власт. Ова е класичен пример за тоа како не треба. Повеќе од очигледно е, секој еден граѓанин на Република Македонија гледа дека во оваа држава дојде животот дури и за магарињата, меѓутоа нема живот за македонецот. За жал, ова е реалноста која што ни се случува секојдневно, меѓутоа, како што гледате, Прилеп е пример дека во деновите кои што следат, македонскиот народ го крева гласот и ова кое што ќе се случува денеска ќе биде секојдневие се до падот на оваа хунта, затоа што ова не води никаде. Јас останав без работа затоа што напишав една единствена реченица на Facebook, на мојот личен Facebook профил, и тоа во период кога бев на неплатено отсуство или класично сум бил без заснован однос. Веднаш штом се вратив на моето работно место, вториот ден добив дисциплинска, бев суспендиран, ми беа поднесени редица кривични и прекршочни пријави, дисциплински, за една реченица која што за жал беше вистинита. Ништо ниту излажав, ниту навредив некој, меѓутоа, очигледно е дека онаа позната на Фрчковски ќе ја тераат, вие избракајте ги, судот нека ги враќа. Јас пред неколку дена во Скопје дадов исто така изјава во мојот говор, каде што напоменав дека изјавите на Зоран Заев од Валандо во 2010 година сега стануваат реалност. Тоест, ќе не бркаат сите кои што сме неистомисленици со оваа власт, од чистачка до министер, и живи ќе не јадат. За жал, со тоа што не оставаат без корка леп на улица, навистина тоа ни се случува. Јас бев вработен во национални, сега се национални, инаку за мене се и секој пат ќе останат македонски шуми во Струмица, бев префрлен во Радовиш и оттаму го добив решението за престанок на мојот работен однос. И сега сте без работа? Сега во моментов сум на улица.